Европа во 30-тите години на 20-тиот век. Фашистичките режими во Германија и во Италија се погласно започнуваат да дуваат во војните труби. По анексијата на Австрија и пречусувањето на Чехословачка, војските на Третиот рајх ја напаѓаат Полска, со што започнува најкрвавиот воен судир во човековата историја. Втората светска војна. Првите 2 години од војувањето биле обележани со триумфи на силите на Оската. Една по една капитулирале европските држави – Норвешка, Данска, Холандија, Белгија, Франција. И додека германскиот фирер бил обседнат со борбата против Британија, неговиот италијански партнер го свртел своето внимание кон Грција. И покрај неутралноста што грчката влада јавно ја декларирала, Мусолини на грчкиот премиер Јоанис Метаксас му доставил ултиматум за територијални отстапки во корист на Италија. Грција ова го одбила и на 28 октомври 1940 година започнала грчко-италијанската војна. Двете неуспешни италијански офанзиви по линијата на фронтот, кој се протегал од планината Грамос до брегот на Јадранско море, овозможиле грчката армија да започне контраофанзива и да навлезе на територијата на италијанскиот протекторат Албанија. Војната неспособност на Италија на 25 март 1941 довела до грчка победа, но само за кратко време. На 6 април Хитлерова Германија му пришла на помош на својот италијански сојузник и започнал истовремен напад врз Југославија и врз Грција. За помалку од 1 месец била окупирана целата континентална Грција, а до крајот на мај и островот Крит. Во сите овие војни операции биле опфатени и голем број македонци, регрутирани со мобилизацијата спроведена на територијата на Македонија и на Тракија. Од вкупно 300.000 војници на грчката армија, околу 80.000 биле од егејскиот дел на Македонија, а меѓу нив и 20.000 македонци, кои како војници на 9-та и 10-та дивизија учествувале во битките кај Морава, Иван Планина, Подградец и Клисура. За ова зборуваат и статистиките, според кои од вкупно 12.620 загинати војници на грчката армија, 2/3 биле македонци и доселеници од Мала Азија. Но овој влог бил залуден. Со капитулацијата на грчката држава, егејскиот дел од Македонија потпаднал под тројна фашистичка окупација. Голем дел од македонците навистина биле насилно мобилизирани во рамките на грчката војска и биле во првите борбени редови. Таа војна била туѓа за македонците. Но од една страна, можеби, во еден известен степен ги крепела мислата што ги заштитувале своите родни огништа од едно ново робство. Ке се заменело едно робство со ново робство. Грчкото робство, тоест грчката власт со италијанска или подоцна со германска власт. Македонците не влегле со некоја посебна волја и желба да се борат во таа грчко-италијанска војна, но навистина голем дел од нив ги положиле животите во еден период од околу година помалку од година, за да веќе во континуитет од 1941 година македонците ќе влегле во еден нов воен конфликт кој што траел до крајот на 1944 година. Грчко-италијанската војна се вршеше исклучиво по законите на Грција. Значи, чим наполниш таму 19 години, автоматски класата која повикува и така ги повикува нашите луѓе. И никој не може тука да се одбие. Тие, значи, исклучиво беа на фронтот од оно што после читав, дека целата дивизија беше наклонета да ја примат македонците на прва линија
И ги пофалија, дури и овие самите офицери грчки ги фалија дека се тие храбри луѓе дека се седат таа работа. Тоа беше практички есента, негде до цела зима. Тука изгинале многу народ. За тоа дека, тоа му векеле дека ако се ослободат од италијаните и албанците, сигурно ќе добиле некои своји права. Навистина имаше огромно ангажирање на нашите луѓе во борбата меѓу грчката и италијанската армија. Памтам, и татко ми беше еден од учесниците во таа војна и кажува често дека кога македонците ќе стапеа на фронтот, италијаните се повлекува и обратно, кога грци и така натаму, као епизоди, веројатно има и вистина во тоа. Повеќето војници тогаш и тие што биле поставени на прв ред, на првиот фронт, биле македонци, а нормално бидејќи со тој начин Грција добиваше поголем број на војници, од друга страна ако гинеа уште подобро за неа, оти ќе се ослободуваше од такви непосакувани граѓани. Целата територија на Централна и Западна Македонија, на која воедно живеел и поголем дел од македонското население, се нашла под италијанска и под германска војна управа. Во воспоставувањето на новиот поредок асистирала новоформираната грчка квинслишка влада, на чело со генералот Георгиос Чолакоглу, подписникот на капитулацијата на грчката армија кај Епир, кој го обновил репресивниот административен апарат на својот претходник, премиерот Иоанис Метаксас. Источниот дел од Егејска Македонија потпаднал под бугарска окупација и го добил називот Беломорска област. Во него била воспоставена бугарска административна, војна и политичка власт, која веднаш презела низа мерки за асимилирање на македонското население и за трајно анектирање на оваа територија. Во духот на таквата политика, на 5 јуни 1942 година бил донесен посебен закон со кој сите македонци од Беломорската област станале бугарски државјани. Развојот на настаните во Европа и почетокот на Втората светска војна за македонскиот народ беше нова несреќа. Не само несреќа како војна, него несреќа како услов во кој земјите кои што ја има, да кажеме, условно добиено Македонија, настојува низ мерки на колонизација, низ мерки на денационализација, низ мерки на одземање или неодобрување на националните и човечките права на македонскиот народ во составот на земјите во кои припадна, натаму да ја декомпонираат Македонија како национална заедница на македонскиот народ и македонската територија како основа за основање на македонската држава. Егејска Македонија во периодот 1941-1944 година се наоѓала во едни специфични војно-политички услови. Таа доживеала тројна поделба. Западниот дел од Егејска Македонија се нашол под италијанска окупација. Централниот дел од Егејска Македонија, кој што германците го сметале како стратегиски важен дел поради Варданската долина и поради рудните ресурси, влегол под германска окупација и тука германците се обиделе да формираат и една грчка квиснишка држава. Источниот дел од Егејска Македонија, Драмско, Каалско, Серецко, бил под бугарска окупација. Населението беше во многу тешка ситуација. Во тие територии кои беа под окупација на бугарите, човек мораше да се пише бугарин за да добие храна или помош од бугарската војска. Дори имаме случаи во Солун се пишуваат моменти кога дури и грци се пишале бугари за да добијат храна. Значи ситуацијата била изузетно тешка. Малку полесно била во таа територија која била под италијанска окупација, таму и татко ми имам директни сведоштва за тоа. Меѓутоа ситуацијата изузетно тешка, малку храна, голем глад, репресии од
од грчките жандармери. Па тогаш беше практички вака. Германците беа во Лерн, италијаните беа во Костур. Бидејќи припаѓавме ние под Костур за одредени проблеми. Беше поблиску жандармеријата таму, не? А во Лерн идевме за набавка на храна, за купување стока и така натака. Ние бевме точно на линијата, пошто сме Вичо таму и на Рунзел. Од една страна припаѓа Костурскиот дел, од друга страна Ленинскиот. Ние припаѓавме, доваѓа се меше и италијаните и германците. И тој период го памтам многу добро, затоа што италијаните кога му требаше храна и на свет, доваѓа во селото, врша конфискација на стока, на сета таа работа, требаше да се носи во Костур. По тројната окупација, земјата се нашла во тешка економска состојба. Потребите на војните сили биле намирувани преку реквизиции и високи даноци земани од селаните, како и преку конфискација на стока и услуги од фабриките, рудниците, железницата и предпријатијата. Лошите економски услови наскоро довеле до сиромаштија, а сиромаштијата и до масовна глад, од која во зимата 1941-42 умреле над 100.000 луѓе. Незадоволството од новиот административен апарат довело до појава на организиран отпор, односно до формирање на Национално-слободителниот фронт на Грција, ЕАМ, и неговото вооружено крило, Грчката национално-слободителна армија, ЕЛАС. Иако ЕАМ представувал коалиција на неколку партии, Земјоделската партија, Социјалистичката партија, Унијата на народна демократија и Комунистичката партија на Грција, сепак тој бил раководен од комунистите, кои во предвојната диктатура на Метаксас стекнале големо искуство во илегалното дејствување. Со оглед на тоа што Комунистичката партија била единствената политичка сила во Грција што јавно го признавала македонскиот идентитет и национални права, низината антифашистичка активност привлекла и голем број македонци, пред се во редовите на ЕАМ, но и во другите организации формирани од страна на КПГ. Федерацијата на Комунистичката младина на Грција, ОКНЕ, Националната сегрчка организација на младината, ЕПОН, и Организацијата Национална солидарност, ЕА. Во својата намера да создаде широк антифашистички фронт, во кој би влегле сите слоеви на населението, без оглед на нивната етничка, класна и политичка припадност, КПГ-ЕАМ во одредени моменти ќе се доведе во ситуација да соработува со своите политички соперници, што имале антифашистичка, но не и демократска ориентација. Вакви биле војните организации Национален републикански грчки сојуз, ЕДЕС, и Национално социјално слободување, ЕККА. Решавачка улога во односите на овие две политички спротивставени линии на отпорот имала Велика Британија, која, тргнувајќи од своите стратегиски интереси на Медитеранот, директно се вмешала во внатрешните работи во Грција. Поддржувајќи го ЕДЕС и успевајќи да оствари соработка помеѓу него и ЕЛАС во борбата против фашизмот, Велика Британија го ставила под контрола грчкото движење на отпорот, со што создала поволен политички терен за обнова на монархијата во земјата по ослободувањето. Политиката на Велика Британија, како што реков и претходно, е статус кво. Значи, тие воопшто не се замараат со македонското прашање, за нив македонското прашање е прашање кое што со онаа состојба која што е создадена по Букурешкиот и по Версајскиот мировен договор од 12, 18, 19 година веќе е решено, Македонија е поделена, тие делови треба да се останат во рамките на државите во кои што се наоѓаат. По 6 априлскиот напад и побегањето на југословенската влада на кралската југословенска влада прво во Каиро, а потоа во Лондон, каде што најдо уточиште прибежиште сите кралски влади кои што држави кои што беа нападнати од германците и од Италија. Тие таму едноставно таа кралска југословенска влада и сите други влади ги одржува односите како да не се наоѓаат во војна. Едноставно, сите има меѓусебни амбасадори,
распределени во односните влади, кои што си функционира сосема нормално. Во една таква ситуација, крајот 1941 година, Велика Британија поведе иницијатива да дојде до склучување на унија меѓу Грција и Југославија, со цел по војната кон таа унија да се приклучат и Бугарија, да се приклучи и Албанија, да се приклучи и Романија, Турција, по другите држави на Балканот. Значи, идејата беше многу едноставна. Во тие документи кои што се постојат, нема никакво споменување за Македонија, ниту како држава, ниту како единица која што би била дел од оно за што се разговарало. Меѓутоа, општиот печаток што го дава и капитанот Еванс, кој што престојувал на територијата во Егејска Македонија, значи во делот на Македонија во рамките на Грција во еден период од една година, во своите извештаи, а бил брифиран дека ќе го спуштаат на територија каде што живеат само грци, во својот извештај кој го доставил до своите претпоставени во декември месец 1944 година, е еден извештај кој што ги шокирал пред се британските политичари, затоа што во тој извештај Еванс сосема отворено пишува каква е состојбата во тој дел на Македонија, дека грците се тие кои што се странци, дека таму живее македонско население и тоа население кое што е таму староседелско население, дека грците се чувствуваат како странци и дека народот тој патриотизам го носел со себе со генерации. Во подготовките за оружен отпор, КПГ започнала да ги обновува старите и да формира нови илегални групи. Во текот на 1941 година биле обновени партиските организации во сите македонски градови и биле формирани околиски комитети на КПГ во Костурско, Кожанско, Леринско, Солунско, Воденско, Кукушко, Катеринско, Драмско, Серско и Негрицко. Нивната прва задача била собирање и криење на оружјето останато по грчко-италијанската војна, чиј што фронт се протегал во егејскиот дел на Македонија. Големо значење во организирањето на народно-ослободителното движење имало ослободувањето на 27-те комунистички раководители од затворот Акронавплија на 29 јуни 1941 година. Меѓу нив били и македонските комунисти Андреа Чипов, Лазо Трповски, Ташко Караджа, Русалим Харизанов, Лазо Дамовски и други. Неколку дена подоцна, на 6-тиот пленум на КПГ, македонецот Андреа Чипов бил назначен за секретар на новоформираниот Централен комитет на КПГ. Благодарение на Втората светска војна, во Македонија дојдоа некако поубави времиња во тој дел на Македонија. А што беше тоа? Тоа беше дека додека траеше Втората светска војна, додека беа германците таму, италијаните, бугарите, постоеше една желба, борбата против нив, отпорот во Грција против нив, дека и за македонците ќе биде подобро. Ако се истерат окупаторот, дека ние ќе имаме уште тогаш беше ветено некакви права. Па уште од тогаш беа формирани некои наши македонски организации на жените и така натаму. И полека почна да се формира единици македонци, значи кои се бора против окупаторот, но истовремено мисля и на ослободувањето, односно на добивањето на правата. Единствена политичка партија во грчкото политичко милје, која што го признавала македонското прашање, и како државно и како национално, била Комунистичката партија на Грција. Грчките партиски комунистички функционери насекаде го истакнувале правото на македонците од Егејска Македонија на самоопределување до отцепување. Дури првобитно во нивната програма, се до почетокот на 30-тите години, стоел политичкиот лозунг дека македонците имаат право да создадат
обединета македонска држава во нејзините етнички и географски граници, кон кои што ќе се приклучила и Егејска Македонија. Δεν θα ήθελα να κάνω κριτική στην πολιτική του Κουκουέ, τη γνωρίζω βέβαια, όπως ξέρετε ήταν υπέρ της ανεξάρτητης Μακεδονίας. Εκείνο που θα πρέπει να λέμε ίσως είναι ότι η πολιτική των κομμουνιστικών κομμάτων καθοριζόταν όχι από την Ελλάδα, αλλά από τη Ρωσία, από τη Σοβιετική Ένωση. Δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες, αλλά είναι σαφές ότι είναι άλλο πράγμα η πολιτική να καθορίζεται από την Αθήνα και άλλο να καθορίζεται από τη Μόσχα. When we are talking about Macedonians joining the Democratic Army of Greece, the communist movement in Greece during the resistance against the Germans and afterwards during the civil war, when we are talking about Macedonians joining this movement, one should first clear a misunderstanding, which is a very big misunderstanding. Macedonians who joined the communist, let's say, front, the communist army, were not necessarily communists, but or not even they were not even liking the communist ideology, but they were convinced by the communists, by the communist propaganda in their places, that if they support the communist cause, then they will get their rights as Macedonian citizens within the Greek state. They will get their language, they will get their ethnic dignity, they will have their schools, they will have their institutions, they will have everything. So the Communist Party in Greece back then was promising them rights, was promising them that they will be proud to feel Macedonians and to say this in public. Во истиот овој период, поточно на 22 јуни, денот на германскиот напад врз Советскиот сојуз, Бирото на КПГ за Македонија и за Тракија донело решение за формирање на првите партизански групи. Така што веќе во септември 1941 година, бројот на партизаните и на илегалците во егејскиот дел на Македонија изнесувал околу 600 борци. Особено големо значење за реализирањето на оваа партиска задача имал инструкторот на Бирото Лазо Трповски. Во септември партизанските групи ја започнале својата оружена активност, напаѓајќи ги жандармериските станици во селата Монух и Грамадна, а ја извели и првата саботажна акција, кревајќи го во воздух мостот кај селото Аканџали. На 28 септември истовремено били извршени 2 напади врз полициски станици во Драмско, оружена акција што историјата ќе ја запамети како Драмско востание. Востанието, за жал, траело само еден ден. Утредента било задушено од страна на бугарските војни сили, кои веднаш презеле низа репресивни мерки врз населението од Драмско, Серско, Демирхисарско, Ксантиско и Кавала. Се смета дека само во градот Драма и околината биле малтретирани околу 3000 лица, мажи, жени и деца. Уште во 1941 година било кренато едно така наречено Драмско востание, кое што било организирано заедно од македонци и грци симпатизери на Комунистичката партија на Грција, кои што се кренале против бугарската окупација и во еден краток временски период ослободиле неколку населени места во Драмско. Бугарската власт жестоко се пресметала со востаниците и поради големиот број на жртви кои што биле дадени во текот на тие востанички борби. Неколку се смета дека според некои статистички податоци бугарската војска и полиција ликвидирала околу 3 до 4000 востаници. Тоа одекнало и во западните медиуми, се пишувало дури и во Велика Британија, во Соединетите Американски држави за навистина суровите репресалии што бугарската војска ги презела против востаниците. Но ете, тоа е еден прв обид за македонско-грчко заедничко дејствување. Драмското востание, не знам многу од таа работа, меѓутоа тоа што се правеше во Кост револер, ние помагавме да си го практички што побрзо да убиеме геноцидот. И тука е проблемот што ние македонците не создадовме оно единство
да видиме што треба да правиме во овој момент. Оти практички тоа беше судбоносен момент. На територијата на Егејска Македонија, по доаѓањето на бугарската војска 1941 година, веднаш беа формирани чети или контрачети, како ги нарекуваат нашите партизани, под името Охрана. Значи, тие бугарите воглавно манипулирале со чувството на секој македонец, со жалбата на секој македонец да има независна држава. И тие им рекле, еве ви оружје, сега ќе се борите против грците и ние кога ќе заврши Втората светска војна, ние со германците ќе ви дадеме независна држава. Така да многу македонци се разбира се излажија и учествуваа во тие одреди на охрана или контрачети, како ви вика. Тоа е братоубиството како се врши. Значи, македонци што беа од Елас, да убиват овие комитети што беа македонци. Зголемената активност на движењето на отпорот предизвикала реакција кај окупацијските власти и во германската и во италијанската окупацијска зона. Зачестиле масовните затворања, малтретирање на населението, стрелања. Во италијанската окупацијска зона биле формирани посебни војни единици, така наречени батальони за претрес, кои извршиле големи материјални штети и злосторства врз населението во Костурската и во Преспанската област. Во октомври 1941 година германските окупацијски власти извршиле жестоки напади врз одделни села во Кајларско, Нигрицко, Кукушко и Леринско. Вкупниот број на жртвите настрадани во овие акции бил 486 лица. Во истиот период, во Костурската област, 299 комунисти биле уапсени и затворени во концентрациониот логор Павло Смелас. За да се заштити населението од понатамошна репресија, но и да се сочува се уште кревкото движење на отпорот, во зимата 1941-42 година настапило расформирање на постојните партизански групи и затишје на оружениот отпор. КПГ речиси целата таа година ќе ја помине во зацврстување и проширување на редовите на Елас. А во следната, 1943 година, оружениот отпор во Грција повторно пламнал и го достигнал својот полн интензитет. Заслугата за ова ја имал пред се 8-миот пленум на Централниот комитет на КПГ, на кој било потенцирано значењето на герилската војна за успешен развој на движењето на отпорот. По ова започнале да дејствуваат и првите помали партизански единици во Тесалија, Румелија, Западна Македонија и во Атина. Иако нивните оружени акции во почетокот биле со мали размери, сепак со нив тие станале популарни кај населението, што придонело за континуирано зголемување на бројот на борците на Елас. Една таква партизанска група во април 1942 година се појавила и во Костурско, начело со командантот Наум Пејов и комесарот Коста Трповски, а есента бил формиран и Кожовско-пајачкиот одред на Елас. До крајот на годината, единиците на Елас извршиле низ заоружени акции против германските сили. Истовремено, по иницијатива на македонските комунисти, предводени од Вангел Ајановски Оче, во Воден била формирана и македонската антифашистичка организација МАО, која постигнала големи успеси во борбата против бугарската пропаганда, презела низ акции против германските војни сили, учествувала во голем број антифашистички манифестации, а придонела и голем број млади луѓе да стапат во редовите на Елас. Но и покрај постигнатите резултати, во октомври 1943 година, МАО била расформирана врз основа на одлука на Окружниот комитет на КПГ за Воденско, со образложение дека ги демотивира и ги попречува локалните грчки комунисти да се вклучат во антифашистичката борба. Во Егејскиот дел на Македонија, поради конфигурацијата на теренот, особено во тој северозападен дел и северен дел, поради планинските масиви,
имало добри услови за герилска партизанска војна. Токму на овој дел се создали голем број на партизански вооружени единици, како што реков, и со самостоен воен кадар, со самостоен команден кадар. Тука треба да ги споменеме секако Лазо Трповски, понатаму во текот на војната Илија Димовски Гоце, Трифун Хаджијанов и некои други воено-политички раководители кои што се нашле на чело на таа борба на македонците во Егејскиот дел на Македонија. До 43-44 година таа борба на македонците била заедничка со грчките комунисти, бидејќи непријателот бил еден заеднички, окупаторите на грчката држава. Но Комунистичката партија на Грција и особено нејзиниот генерален секретар Никос Захаријадис вешто манипулирал со македонското прашање. На македонските воено-политички раководители им било ветено дека по завршувањето на војната ќе им биде дозволено право на самоопределување, дури и отцепување на македонците од Егејска Македонија. Самите да решат за тоа каква судбина ќе има Егејска Македонија. Дали ќе остане во рамките на грчката држава и дали ќе се присоедини кон тогашна Народна република Македонија, односно дали ќе се оди кон интегрално решавање на македонското прашање. Затоа слободно може да се констатира дека масовен бил одзивот на македонци во рамките на овие партизански воени единици. И таа бројка во тој северно-северозападен дел се броела на неколку илјади борци. Со победите на западните сојузници во Северна Африка и на Црвената армија во Сталинградската битка, започнал пресвртот на настаните во Втората светска војна. Ехото на овие антифашистички успеси ке се почувствува и во Егејскиот дел на Македонија, каде што оружените сили на ЕЛАС, чиј број кон крајот на 1942 година достигнал 6000 борци, започнале да изведуваат организирани напади во Кожанската, Костурската и Леринската област. За ваквите успеси несомнено придонеле и големиот број новоформирани партизански единици, меѓу кои партизанската група во Костурско и неколкуте такви групи во Леринско, кои го представувале јадрото на Леринскиот партизански одред ВИЧ. Во пролета 1943 година, партизаните на ЕЛАС, што действувале на територијата на Егејскиот дел на Македонија, ги постигнале првите поголеми успеси и против италијанската војска, ослободувајќи ги за кратко време градчињата Сјатишта, Хрупишта и Гревена со околните села, а на планините Пинт и Грамос ја создале и првата слободна територија, во која ќе влезе и повторно заземената Гревена. По ова следувала контраофанзива на окупацијските сили и на грчките провладени формации, судир во кој непријателските војски ќе претрпат големи загуби, но речиси целосно ќе ги уништат селата во чија близина се одвивале битките. Есента 1943 година биле задоволени упорните барања на македонците за создавање сопствени политички и војни институции на борбата. Биле формирани Славјано-македонскиот народно-ослободителен фронт СНОФ и партизанскиот одред Лазо Трповски, наречен во чест на тогаш веќе загинатиот македонски револуционер Лазо Трповски. СНОФ за мошне кратко време воспоставил широка организацијска мрежа, вклучувајќи во своите редови околу 5000 македонци во Костурската и речиси двојно повеќе во Леринската област. Во почетокот на 1944 година, во која ЕЛАС во Грција ќе нарасне во респектабилна вооружена сила со околу 50.000 борци, се појавили и првите оружени групи на СНОФ за Костурско, кои действувале под името Славјано-македонска народно-ослободителна војска, СНОФ. Голем придонес за популарноста на СНОФ меѓу македонското население имале и весниците Славјано-македонски глас, орган на СНОФ за Костурско и Победа, орган на СНОФ за Леринско, кои излегувале на македонски јазик. Паралелно со овие два весника биле печатени и голем број прогласи, летоци и прокламации, издавани по разни поводи. Во своето краткотрено 6-месечно постоење, организацијата СНОФ постигнала значајни резултати.
освен што придонела за затврстување на националното чувство кај македонското население, СНОВ во февруари 1944 година официјално побарало од раководството на 28-миот полк на Елас да дозволи македонските борци да се закитат со црвени петокраки на капите, ознака што ќе ги разликува од нивните грчки соборци. Истовремено СНОВ постигнал големи успеси во борбата против германските окупацијски сили и особено против пробугарското контрачетничко движење. Водел голема грижа за подобрување на условите за живот на населението, а развил и значајна културно-просветна дејност. Богатата активност, постигнатите успеси, големата популарност кај населението, но пред се тенденцијата за самостојно действување, што ја покажале македонските институции на борбата, биле причина КПГ во април 1944 година да донесе одлука за расформирање на одредот Лазо Трповски и на организацијата СНОВ. Ваквата апсурдна одлука имала политички девијантна заднина. Македонските антифашистички институции представувале пречка во спроведувањето на политиката на КПГ за договор со другите политички сили во Грција по прашањето за повојното уредување на земјата. Договор што почивал на консензусот дека во Грција живеат единствено грци. Од тука, КПГ се согласила на компромис за склучување примирје меѓу оружените сили на Елас и на ЕДЕС, подпишано во крајот на февруари 1944 година во Плака Епир, пошто следниот месец го формирала политичкиот комитет на националното ослободување ПЕА, како војно и политичко тело составено од сите учесници во ЕАМ. Ова тело учествувало на Либанската конференција, одржана во мај истата година, каде што представниците на највлијателните политички партии и организации на отпорот во Грција од една и грчката емигрантска влада од друга страна, ја создале така наречената влада на национално единство. Наспроти сите своји успеси на бојното поле, во оваа влада ЕАМ добила сосема мала и незначителна улога. Ваквата одлука за расформирање на македонските институции била причина една поголема група македонци, партизани и членови на СНОВ да се отцепат од Елас и по добивањето согласност од главниот штаб на Народно-слободителната војска и партизанските одреди на Македонија да ја напуштат територијата на егејскиот дел на Македонија и да се префрлат на планината Караорман. Од овие борци бил формиран Костурскиот батаљон, кој влегол во составот на првата македонско-косовска бригада. И во периодот во 1941 до 1944 година македонците во егејскиот дел на Македонија беа тие кои што се ставија на страната на отпорот, значи беа дел од единиците на Елас и покрај многобројните пречки кои што беа правени од страна на членовите на ЕАМ и на ЕЛАС, на политичкото раководство ЕАМ и на ЕЛАС, со цел да не формираат своји партизански единици, сепак тие успеа да се изборат и да формираат и своји партизански единици. Формирањето на СНОВ како политички, но и војниот дел одело на вистина тешко поради тактизирањето на комунистичката партија на Грција со македонското прашање. КПГ и покрај тоа што го признавала постоењето на македонското прашање, сепак и во овој временски период постојано била во контакти и во преговори со грчките десничарски политички кругови за формирање на една коалициона влада на национално единство. И нормално е дека тука залог за таквата коалиција било македонското прашање. Грчките десничарски политички партии барале од Комунистичката партија на Грција и од ЕЛАС да се откаже од соработката со овој дел од ЕЛАС и од ЕАМ, Грчкиот национално-ослободителен фронт. Така и се случило. Во 1944 година Комунистичката партија на Грција ја забранила работата на СНОВ и на Славјано-македонската народно-ослободителна војска. Дури конфликтот што избил помеѓу Македонското национално-ослободително движење и Комунистичката партија на Грција се заканувало да предизвика вооружен судир помеѓу нив. До вчерашните сојузници сега се наоѓале во позиција да започнат војна еден на друг. И за да не дојде до тоа, македонските вооружени партизански единици
преминале во Вардарскиот дел на Македонија и се ставиле под команда на тогашниот главен штаб на Народно-ослободителната војска на Македонија, под команда на Михајло Апостолски. Слабењето на позициите на ЕАМ по подпишувањето на Либанскиот договор се одвивало во услови на засилена активност на германските војни сили против единиците на ЕЛАС, координирана со истовремено дејствување на бугарската војска и оружените групи на грчките националистички организации. За време на војните операции, овие сили жестоко и сурово се пресметували со невиното цивилно население, при што настрадале и голем број македонски села во Воденско, Мегленско, Берско, Кукушко, Нигрицко, Енидже-Вардарско, Леринско, Костурско и Кајларско. Особено жестока била пресметката на германската војска со населението во градчето Катраница, Кајларско, во април 1944 година, кога градот бил ограбен и разурнат, а повеќе од 300 негови жители биле свирепо убиени. Во вакви услови, на 16 јуни на планината Кајмакчалан бил формиран Воденскиот македонски батаљон со речиси 600 македонски борци, но бил расформиран во септември истата година, непосредно по подпишувањето на договорот во италијанскиот град Казерта, со кој ЕЛАС и ЕДЕС биле ставени под команда на грчката коалициона влада и на британската команда. Незадоволни од оваа одлука, борците на Воденскиот батаљон во средината на октомври се префрлиле на територијата на Вардарскиот дел на Македонија, каде што продолжиле да се борат во рамките на првата егејска ударна бригада. Сличен бил патот и на Леринско-Костурскиот македонски батаљон, формиран на 2 август во селото Поздивишта, Костурско. Овој батаљон, кој во чест на Гоце Делчев го добил името Гоце, постигнал големи успеси во понатамошното мобилизирање на македонците во редовите на ЕЛАС. Бројот на неговите борци од 400 во почетокот на октомври се зголемил на 1500. По донесувањето на решението за негово расформирање под оружена закана од другите единици на ЕЛАС, Леринско-Костурскиот батаљон на 12 октомври преминал на територијата на Вардарскиот дел на Македонија и на 22 истиот месец бил реорганизиран во Леринско-Костурска македонска бригада, составена од 2 батаљони. Леринско-Костурската бригада исто така била вклучена во првата егејска ударна бригада, а по незиното расформирање во април следната година, незините борци биле вклучени во редовниот состав на Народно-ослободителната војска на Македонија. Преминувањето на македонските батаљони и на голем дел од македонското политичко и војно раководство во Вардарскиот дел на Македонија довело до формирање на политичката комисија за Егејска Македонија, како политички орган што ќе го раководи движењето на македонците во Грција. Работата на овој орган се одвивала до пролета 1945 година, кога била формирана Организацијата Народно-ослободителен фронт, која ќе продолжи да го раководи национално-ослободителното движење на македонскиот народ во Егејскиот дел на Македонија во годините на граѓанската војна во Грција. Во октомври 1944 година германската војска ја напуштила Грција, со тоа и Егејскиот дел на Македонија. Се создал еден вакуум простор од неколку месеци, од октомври до декември 1944 година, кога на територијата на Егејска Македонија постоеле само герилски вооружени формации и грчките националистички формации кои што одржувале порано контакти и со германската војска, но и со западните сојузници од антихитлеровската коалиција. Англиските власти тогаш побара од грчката влада некои работи што им одговара на нив и им се заканија дека ако не ги оствари грчката влада, може да изгубат Македонија. Значи, делот што денес го има Грција. Тогаш, кога им ветија грчката власт на англичаните дека ќе соработуваат со нив за сите интереси на англичаните, почна една офанзива, нека нарачам така, на тероризам во македонските села со цел тој црн трн од грчката нога да се извади веќе конечно со согласување на англичаните и да бидат тие луѓе протерани бидејќи
мораше една за секогаш, според грчката власт, да се реши тој проблем. Тоа е фактички предворието или увертирата во почетокот на граѓанската војна во Грција. Зошто велам дека и 1945 година Егејска Македонија е во војна? Да, де факто е во војна затоа што разни грчки паравојни формации и англиска војска крстарале низ македонските села во Егејска Македонија и ги прогонувале сите тие македонци кои што до 1944 година се бореле на страна на тоа антифашистичко движење. Многу интересно треба да се спомни дека грчката десница во Втората светска војна учествуваше преку форма на, како тие ги нарекуваат, безбедности баталјони, формирани од германците. Тие во секојаш биле во борба против грчката левица, значи условно против Елас и против партизаните. И многу е интересно да се спомни дека во 45-та година по крајот на војната, кога во сите држави во Европа, сите тие кои колаборационисти, кои соработуваа со окупаторот, беа осудени и пикнати во затвор и многу од нив стрелани, во Грција всушност по поразот на Елас и на Грчка комунистичка партија 1944 година, кога дојде на власт така наречената демократска влада на десницата во Грција, сите тие соработници на окупаторот станаа всушност новата државна машинерија на Грција. Грците кои инако мисля, тие кои се бора, фактички има колаборација со окупаторот, почна и македонците да ги гонат. Вика, вие сте бугари и ќе си одите во Бугарија. Тоа значи многу народ во тоа време, до 1944 беа присилно иселени. Ќе одат бандитите фактички во селото, ќе отепат или ќе заколат некој и вика до утре да ве нема. Вие сте бугари, ќе си одите во Бугарија. Тоа го правеа оние грчки единици кои всушност се бореа за враќање на стариот систем во Грција. И почна со разни парадржавни структури, чети, да се напаѓаат села, да се горат, да се силуваат жени, да се убиват без причина македонци со цел да ги уплашат и да ги, како и голем дел така и беше, да станат и да си одат од грчка територија. Во меѓувреме, во Грција се случиле неколку настани, поразителни за движењето на отпорот, групирано околу КПГ, кои ќе доведат до конечен пораст на силите на ЕАМ и ќе го отворат патот за обновување на монархијата во Грција. Наспроти војните успеси на Елас во конечните борби со германската војска, која забрзано се повлекувала од територијата на Грција, политичката моќ на ЕАМ рапидно опаѓала. Неуспешните преговори на ЕАМ со грчката влада за разоружување на силите на Елас и за формирање на новата национална армија на Грција довеле до судири помеѓу Елас и британските војни сили во декември 1944 година во Атина. По овие судири следувал договорот во Варкиза од 12 февруари 1945 година, со кој Елас била демилитаризирана и политички поразена, а стариот политички режим бил вратен на власт. Ваквиот развој на настаните бил увод во трагедијата што следувала – граѓанската војна во Грција. Втората светска војна имала големи последици врз населението од егејскиот дел на Македонија. Во периодот од октомври 1940 до јуни 1944 година, од нападите на окупацијските и грчките војни структури биле разурнати и опожарени 266 села. До крајот на 1943 година, во западните и централните македонски области, животот го загубиле околу 6000 лица, а поради фашистичкиот терор, речиси 20.000 македонци биле принудени да ја напуштат земјата. Освен тоа, од егејскиот дел на Македонија,
во концентрационите логори биле депортирани 46.413 евреи. Но и покрај големите загуби, македонците од егејскиот дел на Македонија во рамките на ЕЛАС стекнале и одредени национални придобивки. Македонски организации, македонски оружени единици, македонски печат, македонски културно-уметнички друштва и македонски училишта. Овие македонски институции всушност представувале патоказ за македонскиот народ во престојното искушение – граѓанската војна во Грција.